Над 30 новозаболени од карцином на дојка се регистрираат во Струмичката општа болница секоја година. Лекарите велат дека бројката не е нималку мала, но работат интензивно на превенцијата, а паралелно и рана детекција и лекување. Та Струмица за податок за рак од дојка годишно од прилика 30 нови откриени случаеви имаме. Додека за другите тумори е значајно зголемен бројот, значи зависно од кој тип на тумор и зависно кој пол, возраст, но ево голем пораст. Превенцијата е на многу ниско ниво. Кај нас, посебно кај нас, се првично алудира на терапија, а додека превенцијата е заостаната. Значи, треба да имаме превенција и едукација и на младите и на постарите и да се воведат скрининг методи, скрининг процедури кои што ќе се доведат до рано откривање на ракот на не само на дојката, на сите. Кети Филчева е жената која кажа не на карциномот и застана во редот на борките, односно преку Сдруженијето Борка стои позади многу жени кои се соочуваат со болеста на современиот свет. Споделува корисни информации со нив. А и денес, на Светскиот ден за борба против карциномот, сподели информација дека од стартот на оваа година сите прегледи, скринизи, тумор маркери и испитувања се бесплатни за оваа категорија на пациенти. Се среќава секој ден со проблемите на пациентите заболени од малигни заболувања, ги слуша нивните проблеми и потреби и ги решава заедно со Министерството за здравство, со Фондот за здравство, колку е тоа во нивна можност. За сега имаме, можам да се пофалам со доделување на бесплатни градници. До сега имавме само бесплатна протеза, сега имаме и бесплатен градник еднаш годишно. И од оваа година сакам да ги информирам сите заболени од малигни заболувања, сите пациенти се ослободени од партиципација која се однесува на испитувања лабораториски, рентген, ехо, мамограф, пет скен, скен на коски и сите тумор маркери, значи сите испитувања што се однесуваат на ова заболување, сите пациенти се ослободени од партиципација. Денес Струмичките борки беа во посета на општа болница Струмица, каде се сретнаа со лекарите, радиолози, рентгенолози, но и медицинскиот персонал, да им искажат почит за бескрајната поддршка и грижа за нив, не само за нив како пациенти, туку воопшто за сите. Околу 8 милиони луѓе секоја година во светот умираат од рак. Се проценува дека бројот на случаи со карцином и смртни случаи од оваа болест двојно ќе се зголеми во следните 20 до 40 години.